Како што се ситнат деновите и се приближува зимата, така кај многумина почнува да се буди желбата следната пролет да ја дочекаат во нов дом. А попрестижна куќа од она наводно барем засега не постои. Иако има такви кои премногу стравуваат, па најавуваат дека би владееле од некој бункер. Светот клизи кон Трета светска војна. Ако и веќе не е во Трета светска војна. Економска веќе се води. Информативна веќе ова е Трета светска војна. Само уште со оружје не е. И сега во оваа ситуација свеедно ли е кој ќе ни биде председател на државата? Воопшто не е седно, особено кога еден од кандидатите е влезен во таква параноја што смета дека постои светски заговор против Македонија. Иако веројатно станува збор за личен проблем во перцепцијата на сегашноста. Многу сили во Македонија и во ЕУ направија сојуз за света војна против македонството. Тој сојуз е притаен, доброводен, меѓусебно организиран и меѓународно синхронизиран. Има и такви кои што имаат сличен стил и блискост во убедувањата околу конспирациите, ама ним наум им паѓа им гениозна идеја како да го изиграме светот, особено Атлантската алијанса, кога станува збор за враќањето на името. Не гледам никаква причина НАТО нас сега да не отпише од членство, ако ние не сме северна, ние утре може да сменим име. Значи членството во НАТО сосема е друга приказна. Ние сме влегле во НАТО и ние ќе останеме во НАТО. Тоа не зависи од нашето име. Иако се барем таму зависи од нашето име, во други ситуации не е во ред некој постојано да користи во туѓо име за туѓа сметка. Еден од тие што никогаш ништо не искористиле не сака, ама го молат. Посакуваат да се смилува и да конкурира за шофер. Ние сме како една приколица на тие што ја влечат колата, ние само не прикачуваме или едната партија или другата партија и јас имам барање од моето членство и на Конгресот на партијата, а и од диаспората да се кандидирам за председател на државата. Секој треба да биде свесен за своите можности, па дури и тие што имаат голема желба, ама им е јасно дека влегуваат во однапред изгубена битка. Ако останеше, може би ќе грмеше, ама сега ќе мора да маршира во некој од другите ешалони. За мене ќе биде голема чест да бидам кандидат. Меѓутоа, исто така сметам дека ќе бидам поефективен на евентуално други работни задачи, ако можам тоа да го кажам. И на крајот, за оној кој редовно со својата камп приколка се појавува во секоја сезона кога се дели највисоката функција. Проблемот е во тоа што никако да му се погоди времето, ама никогаш не ја губи надежта. На хоризонтот ништо освен магла не се гледа. И во таа магла е се можно. Со намалена видливост, секој си мисли дека целта е поблиску од тоа што е реално. Затоа мора да дувне и да се избистри, барем да се види колку за некого таа е толку далечна.